Прво да извините мојот македонски јазик. Ја не живеам во Македонија, ама мојот јазик е малце детски јазик, пошто бев 5-6 години кога отидов за Италија. Ама има некои теми кои што се библиски теми, значи можам да ги некако раководувам, ама ако има некој збор кој што не знам, ќе ми помогнете и така да можеме да се разбериме со јазиците, со духот на јазиците. Ајде да се помолиме заедно. Драги Татко Небески, ти се захвалуваме за оваа ситуација кај што можеме да бидеме заедно, да проучуваме Твојот реч, дај ни Светиот Дух, за може да биде за сите нешто кој што ќе напредува духовно. Ти се захвалуваме во името Исусово. Амен. Ако би прашале која е целта на животот, како би се одговарале? Која е целта на животот? Зошто живееме? Има една пословица изрека: живеам за да живеам, а не живеам за да умрем. Тоа е баш добро се поврзува на темата денеска. Целта на животот е да познаеме Бога. Добра, видов некој рече вечен живот. Ја не знам да пишувам македонски. Живот. Вечен. Друг рече спасението. Истото е. Друг што рече? Да запознаеме Бога. Добро. Друго? Бог те дал да живееме. Не, како рече Никола? Живеам за да живеам, а не живеам за да умрам. Живеам за да живеам пут понатаму. За да живеам. Добро. Сите овие одговори се точни, ама сите се сгрешни. Зошто? Целта на животот, сега ќе видиме кој е, ама треба да видиме прво. Тоа е веќе пишено тука. Ама и тоа може да би изгрешно. Ќе видиме сега како Исус одговара тоа прашање во 5-та глава од Матију. 5-та глава, помогнете ми во стиховите. Во 5-та глава Исус се пишува во Матију дека се качал на планинка, во Лука пишува дека било на рамница. Не знаеме дали е истата околност или друга околност, важно темите се тие. Со која тема отвара Исус таа проповед, тоа јавно манифесто од царството, пошто они очекуваа дека ќе кажува нешто за неговото царство кој што треба да дојде. И он баш тоа ќе почне да каже, ама луѓето не очекувале тој што ќе речи. Што речел Исус тука? Третиот стих, кој го има? Читајте. Блажени се. 5-та глава, третиот стих. Блажени се бедните во дух, зашто е нивно царството небесно. Добро. Што значи тоа? Или блажесни на оние што се. Значи тука е царството. Еве овде имавме вечен живот, спасение, царството. Значи првото вака ќе биде. Првото блаженство е зошто? Што значи тоа? Дека имаме потреба од нешто и треба да го бараме некој. Од морето излегува што? Што оди нагоре? Парејата. Парејата прави
Област. Облаците Дожд. по планината слегува дожд. Дождот реките мали ги прави, па после големите реки И пак и тие се враќат. Како исто. Добро. Водата од кај доаѓа? Од кај почнува водата? Овој систем што се врти. Од морето. Од морето, не од планината. Од морето и се враќа на морето. Колку вода има планината? Нема планината вода, вода има само тоа што поминува преку незе. Колку вода има реката? Нема, само тоа што поминува преку незе. Во облакот, само тоа што е дојдено на него од морето. Тоа е исто, Елена Вајт на првата глава од Копнеш на вековите пишува дека тој систем е духовниот систем. Све доаѓа од Бога и се враќа на Бога. Духовно, парејата оди нагоре, како Светиот Дух. Светиот Дух направа да врни, а тоа врнање дава извори. Тоа извор е животна вода за дрвата и за све и за животните и за луѓето и све што поминува до таа река, до тие реки, реката на живот во ова. И тие нема да имат живот ако животот не доаѓа од морето. Водата во оваа ситуација, значи водата треба да врти. Така исто и животот врти. Ако реката е празна, реката дали знае дека е празна? Кога е полна, мисли дека е полна. Си мисли, ова е моја вода. Реката нема мислење како нас, ама ако ние сме таа река, кога има благословење во животот, од кого мислиме дека тоа е? Не, мислиме дека е наше. Дека е наш. Ако има. Пошто мислиме дека имаме. А проблем е дека во еврејски јазик зборот имање не постои. Само бидење. Знаете, има тие верби кои што можете да употребувате за да ги поврзувате со други, аузилиарни верби се викат на италијански. Тие тоа е бидење и имање. Имање, да, имање и бидење. Јас сум и јас Имам. Дали човекот е или има? Е. Што рекол Исус кога дошле во Гецемани да го тражат? Јас сум. Јас не рекол јас имам. Што рекол Господ на Мојсија? Јас сум. Што треба да речи човекот кога живеи со животот од Бога? Имам или сум? Сум. А немам. Не. А не треба да речи имам, пошто ако речи имам, тоа е наопаку. Откривение 3 глава, што вели за Лаодикеја? Лаодикеја што вели? Имам. Имам, тоа е грешка. Пошто тоа не постои во концептот од Бога, имање. Постои бидење. Значи ти ќе бидеш син, не можеш да имаш син, треба да бидиш син. Тоа не е нешто што можеш да го купиш. Така исто во духовните работи не постои имање, неголи бидење. Тоа е поврзано со начинот од како Исус вели сме повикани на спасението. Како? Првата точка е да знаеме дека ние сме секогаш сиромаси. Пошто како реката е празна, не можеме ние да створиме ништо. Павле 7 глава од Римјаните што вели? Во мене нема ништо добро. И све што излева од мене е лошо. Тоа значи дека ако човекот дојде до тоа знаење, самознаење, тоа е првиот чекор на духовниот пат. Проблем е дека адвентизмот се закочува тука, на таа цел. Пошто Лаодикеја вели, јас знам, имам, не ми треба ништо. Си ја знам Библијата, нема никоја друга деноминација против мене, чистици ќе ги победам, јаховините сведоци, православните, католиците, од сите повеќе знам. И од сите повеќе имам.
Имам пророчанствата, имам разни работи. Така исто и евреите мислеле, ние имаме Авраам, наши татко, имаме луѓе за нас, ние ходиме на тај начин. Што одговорила жената на бунарот, на Исус? Што му одговорила? Му рекла, на оваа планина нашите антенати, нашите тука, и ние правиме истото како што ни кажа. А понатаму ќе дојде еден Месија, ќе дојде понатаму. И во кое време живее таа жена? Времето кога Месија е дошол. Не, во кое време? У нејзината глава. Во минатото и во еднината. А тие времења не постојат. И затоа Исус ја одговара на незе, што ја рече? Јас сум. Веш како тоа се поврзува? Минатото не постои повеќе. А иднината не е уште. Значи, времето за слава на Бога не е вчера и утре. Не сега, овој момент. Ама сега не може никако да биде поврзано со имање, само со бидење. Пошто имање е поврзано со збирање со времето. А бидење е секојаш празно и секојаш полно. Тоа е разлика. Значи првата, ако не го знае тоа, од втората глава од книгата од Елена Вајт на Гора на Блажината, Гората на Блажината, на втората глава ги раскажува овие работи, што ви кажувам сега. Првата чекор е тоа да знаеш дека не знаеш, како Сократе што кажуваш. Сократе вереше дека првото знаење е знаење дека не знаеме. Во моментот кога мислиш дека знаеш, тогаш баш изгубуваш све што знаеш. Пошто целта не ти е повеќе бидење, него ли станува собирање нешто за да имаш, не за да бидиш. Таа е првата чекор. А тоа чекор е поврзана со нешто. Што треба човекот да соврши во него, која концепција, која парадигма треба да соврши, за да може да разбери дека он е ништо. Памтете како Господ му кажува на Јаков, ти си како црв, ти си прашина. Од прашина дојде, прашина ќе се вратиш. Што е целта на животот? Тоа запознавање ќе те донеси до законот и ќе те донеси до тоа што е. А како ќе се осетиш кога ќе знаеш дека има нешто кој што е, а ти не си ништо? Зависиш од тој што е. Да, ама што е во храмот? Што се правеше? Жртва. Која е целта на животот? А да се жртвува? Ние да се радиме жртва. Целта на животот е жртва. Како се постои кога се научува да не се постои? И Исак што прави со Аврам? Кој се качува на алтарот? Исак. Спремен за да се жртвува? За да постои или да не постои? За да постои. Ама он е спремен да не постои. Значи, ако целта на животот е вечен живот и не поминува преку жртвата, нема никој да се добија вечен живот. Пошто ако мислиш на вечен живот, мислиш да добијаш нешто, а не да си. Отворете Лука 17 глава. Лука 17 глава, во последните стихови, кажува нешто слично. 17 глава од Лука, последните стихови. Последните 3-4, кај што кажува, имал еден човек кој што... Фарисеи и цари. За него? Да.
последните стихови кај што кажува за тај човек кој што требал да спрема јадење за газдата и после он ќе јади. Ама некои беа уверени во себе дека се праведни и ги презираа другите и им ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм да се помолат. Едниот Не, 17-та глава од Лука. 17 е. 17-та. Таа е точно таа. Последните стихови. Последните стихови. Последните ги кажа. 14-та глава да не е? Мислам дека 17-та. Ај, видите каде е? Параболата е, има човек кој што дојдува газдата Да го угости треба. да угости и му вика ти ќе јадиш после. Он прво место седнал, требало назад да седи. Не. Нема Голема некој гозба. што да помчи да бара. И тоа. Најдовте кој е глава? 14 глава во големата гозба. Ето е. Кога го чуа тоа, еден од гостите му рече: блажен е оној кој ќе јаде леп во Божјото царство. Тој му рече: еден човек приготви голема вечера и повика мнозина. Не, таа е друга парабола. Во 17-та глава мора да биде. Дали did you find it? 17-та глава, 7-миот стих. 7-миот стих. Седми стих. 7-миот стих. Кој од вас, ако има слуга, кој Ета. ора или го таа Да. или го чува стадото, ќе му рече: кога ќе се врати од поле, дојди бргу и прилегни покрај трпезата. Само седми. Да, тере. Нема ли да му каже: приготви ми нешто за вечера и препаши се, за да ми служиш додека јадам и пијам, а потоа и ти јади и пи. Зар ќе му благодари на слугата што ја исполни заповедта? Така и вие, кога исполнувате се што ви е заповедано, речете: ние сме неполезни слуги, зашто го извршуваме она што бевме должни да го извршиме. Што значи неполезно? Како не Безкорисно. не сме Безкорисно. вредни многу, не сме многу. Па таа е целта на животот. Не сме Да многу. бидиме Да бидеме користни. не А не безкористни, а? наопаку. Не користни. Тука пишува, целта е да разбериме дека све што правиме не е од што нешто кој што можеме, него ли Од Бога. пошто тоа е Да. Дар од Бога. тоа е што би требало да се прави. Не можеш да дадиш на морето нешто кој што морето веќе има. Све од таму почнува и све таму се враќа. Целта на реката е да зема и да дава. Тоа е целта на слугата. Слугата е потребен кога е непотребен. Кога нема негово нешто кој што ќе речи: еве јас го направев за тебе. Значи, тоа е многу битно, ако тој чекор не се направи, не се продолжува напред. Се закочува во знаењето на стиховите, знаење на Библијата, знаење на информациите. Таа е трка со Сотона. Тој знае повеќе од вас. Нема никош да победите во знаење. Значи, адвентистот кој што мисли на тај начин, не дека се знае, дека нешто знае. Треба да разбие дека ништо не знае. Кога разбира дека ништо не знае, тогаш може да биде употребен за нешто да помини преку него. Кано на Разбијате разликата? Да. Тоа ќе ве носи на втората блаженство. Што е втората? 4-тиот стих од 5-та глава од Матију. Од Матеј. Матију 5-та глава. Блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Што е тоа тагување? Нерасположено. Расположено. Тагување се прави кога? Имаш мага, проблем. кога не ми се сиде. Кога тажиш по некого, тоа значи болка така. Болка. Мгм. Тажиш Добро. тоа. Душата. Добро. И
и како може тоа да би, тоа е позитивно или негативно? Негативно. Па зошто не рековме дека ако си празен, колку негативни ситуации може да бидат во животот? Ако имаш нешто, може да го украдат и ќе ти го скршат. Ако немаш ништо, што ќе ти украдат и што ќе скршат? Ништо. Значи тоа тагување кој што е пишано тука не е тагување на човечката начин од мислење. Тоа се однесува во духовна смисла. Што е тагување во духовна смисла? Кој умрел? Тагување за смртта од кого? Смртта од Исус ќе дојде ваму, ама пред тоа треба смртта наша за Мојата лична смрт. Значи, неговата смрт и нашата смрт се поврзуваат во жртвата. Целта од храмот, од светилото, така ли се вика, од светилото е жртва. Од светилиштето е жртва. Кој е таа жртва кој што се качува на алтарот? Исус пред 2000 години го направи, ама Павле вели, јас сум секојдневно, го прочитавте и Сабајле, секојдневно сум распнат на крстот, вели. Значи, Моето јас. кога Исус вели, кој што сака да иди по мене, нека го земи, неговиот крст, својот крст, не мојот, својот. Зошто има разлика тука? Има неговиот крст, ние не можеме да го носиме, пошто многу е тежок. Ама, ние имаме наш. Тоа значи дека едно парче од тај неговиот крст е даден на секој од нас, да го носиме. Со тоа носење, ние правиме како тај човек кој што го помогна Исус да го носи крстот, Голгота. Памтите? Симон. И тоа ќе те носи на духовно тагување. Тоа е различно. Не е пошто мислиш дека нешто си изгубил. И тоа духовно тагување е поврзано на 10-та глава од книгата Патот кон Христа. Во 10-та глава Елена Вајт вели дека има 4 начини како Господ комуницира со нас. Кои се тие начини? Добро. Како адвентисти ги тураме во ред на приоритет. Кој е првата приоритет? Природата што те окружи. Тоа што гледаш. Јаков рече речта, ама таа е последната. Во ред како ги тура Елена Вајт. Зошто? Тоа е нормално, како адвентисти си мислиме Библијата. Проблем е што ние имаме ментална конфузија во тоа. Исто и така зборуваме на тај начин. Исто и Елена Вајт зборува така. Божја реч, и кога звучи Божја реч, мисли Библијата. Ама Библијата не е единствена Божја реч. Има Господ зборува со речта. Што е реч прво? Е Јован првата глава. Што вели? Кој е реч? Исус. Во почетокот беше реч, и речта беше кон Бога, беше Бога. Библијата не беше во почетокот. Библијата е од 4 век, како што ја имаме сега, со Новиот Завет. Која Библија читал Аврам? Која Библија читал Енок? Која Библија Сет? Значи има нешто кој што е повисоко од Библијата, кој што е речта. Речта се има, тоа е како светло кој што еманира, и од тоа светло добиваме, тука е Библијата. Значи не само Библија, она вели тоа што е инспирирано. Инспирацијата, пишана инспирација. Така исто и во првата реченица од истата книга вели откривението и природата testify.
откривението и природата носат тестимони, как се вика? Сведоштво. Откривение и природата носат сведоштво од љубовта Божја. Значи, откривение, кога пишува на откривение, значи тоа што е инспирирано, не откривение, последната книга од Библијата. Првата е природата. Што е природа? Природата не се само цвеќињата и дрвата. Све што видуваме во сите работи во околу нас, физичките, химички, биолошки, психолошки, све што е поврзано со тоа што е реалноста, ни покажува нешто за Бога. Ова, што го видовме прво, ја доаѓа од таа книга. Има една книга која што е природата. Таа е пишана од почетокот и ќе стои до крајот. Што е второто начин? Совест. Совеста може да биде инфлуенцирана од Бога да води човекот. Втората глава од Римјаните, што вели Павле? Има луѓе кои што ја немат Библијата, немат законот, а што имат? Имат совест и природата. Совест и природата се пишани во таа глава, втората глава од Римјаните, и по тај начин Господ ги води и така и ќе бидат и го исполнуваат законот без да го знаат пишаниот закон. Тоа значи што е законот? Инспирација од Бог. Ако они можат преку овие две да го знаат законот, законот не се заповедите. Има нешто повисоко од заповедите. Што е законот? Првата глава од Копнеш на вековите го кажува. Законот е универсалниот закон. Што е универсалниот закон? Павле на 13-та глава од 1 Коринтијаните вели дека против таа нема закон. А што е љубовта? Пошто секој збор кој што употребувате, имате приконцепт од што тоа значи. А понекогаш ги употребувате, а не знаете зошто ги употребувате, пошто луѓето така го кажуваат. Што е љубов? Љубовта е да се жртвуваме на другите. Љубовта е жртва. Гледаш, пак се враќа надзад на принципот. Универсумот е базиран на тај закон, кој што е закон од жртва. И не може тоа да се смени. Затоа Исус мораше да умри. Не можеше да биде само Господ милостливи да рече добро, ќе го избришиме ситуацијата. Жртвата е како функционира све. Све се жртвава едно за друго, све во животот. Животните, дрвата, све има некое нешто кој што мора да умри на тај начин. На нашиот концепт од умирање. Значи, во втората имаме совеста и тие две. Човек може да биде спасен без да знае Библијата. И без да знае Евангелието како што е пишано, пошто Евангелието во 14 глава од Откривение што пишува. Ангелот носел вечно Евангелие. Ако е вечно Евангелие, тоа значи дека е Евангелие кој што е пред Библијата. И Новиот и Стариот Завет. Што е тај вечно Евангелие? Тоа е Spirit of Sacrifice. Духовност на жртва. Духовност на жртва. Значи, кога човекот разбира што значи жртва, тоа го носи на спасение, пошто он е сега поврзан на тоа што е све, ама он е отворен да биде ништо. Да биде канал на свето. Да. Дали памтите тај верс кој што Павле вели дека Исус се испразнил сам себе кога се качи на крстот?
Памтите? Себе си преговор. Не, испразнил. Еукенон се вика во грчки. Не го памтам кој е, ќе го најдем после. Се испразнил сам себе. Тоа испразнување е дека тоа што си се откачува од тоа и он умре од тоа жртвување за нас, не од крстот. Другите двајцата умреа од што ги скршаа нозете. Он не умре од телесна мака. Умре од духовна жртва. Да. Тоа не поврзува на втората тоа тагување, втората блажиност, кој што е понесување на тешки ситуации како да не се наши. Што значи? Ако некој ти каже нешто лошо, на кого го кажа? Ма ти не постоиш. На Бога. И колку ти смета тебе? Би требало ништо. А ако смета, значи дека уште си жива. А целта на животот е да умреш. Не само телото, него ли духот, човечество треба да биде самоволно умирање. Ако не постоиш, нема ништо лошо. Павле за тоа вели, све е свето за светите. Све е добро за тие кои што се кон Бога. Римјаните, Романс 8:28. Што вели? Римјаните 8:28. Не, тоа е друга. Дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја се им содействува за добро. Тоа е во Филипјаните другата. Све му се Содействува за добро. Што значи све? Све значи све. Све. Што вели Јоб? Да живеам, да умрам, исто. Кога се доаѓа до таа самознаење дека он треба да постои, а ти да не постоиш, тогаш сето сменува во друга перспектива. И Јаков, кога се бореше кон ангелот, мислеше дека се бори против некој против него. Ако разбра дека тај не е против него, него ли баш благословение, Елена Вајт вели во таа книга, тој момент кога го смена парадигмата, разбра дека не треба да се грижи он за ситуацијата. И за тоа тражал благословение од ангелот. Значи, природата, совеста, што е третата? Не. 10 глава од Патот кон Христа, или природата, совеста, Библијата го рековме, после, што друго ве учи во животот? Искуства, околностите. Околности, искуства кои што се случуваат во животот. Ти се скрше колата, ти умре некој човек, мачето, кучето ти го согазија, жената ти умре, детето ти умре. Ние го усетуваме тоа како кој го направи? Ние знаеме, ама тоа. Кој мислиме дека го направи тоа? Дека Бог. Не, кој ни ги зеде тие луѓе? Или тоа кој скрше колата? Често пати кажувате и Сабајле зборувавте дека кога има нешто, после Сотона ќе најди начин. Јоб никогаш за Сотона не зборува. Со кого се зборуваше? Со кого се... Не, добро, со пријателите, ама на кого му велеше ова и ова ми се случи, не е точно така, не би требало така. На Бога. Зошто не го кажуваше на Сотона?
никогаш тој не разговараше со Сотона. А зошто? Зашто Бог допушти да се случи? Све што Сотона прави поминува преку канцеларијата од Бог. Не е нешто кој што Сотон има авторитет самостално. Ако автономија не постои. Автономија, тоа е добар збор, автономија. Автономија, дали знаете што значи автономија? Номија е грчки, значи закон. Закон. Автоматски да. Не автоматски. Авто значи само себе. Свој закон. Автономија, закон сам себе. Јас си го стварам законот. Самостојност. Самостојност. После има онтономија. Онтономија значи внатрешен закон. Етерономија значи надворешен закон. Кога ние зборувате, адвентизмот секогаш кажува законот, законот, законот. Каде е законот? Надвор, внатре, околу вас. Во нас треба да е. Па тоа е голема разлика. А кога се зборува 10 заповеди се таму и ова треба да го правиме, тоа не е бидење, тоа е правење. А не постои тај концепт во еврејски начин. Значи дека не е законот надвор од мене. 36-та глава од Езикијел, што вели? Ќе го пишам мојот закон во вашето срце, внатрешно, не надворешно. А надворешно кој го донесе Мојсија, што рекоа? Ние ќе го правиме, ќе одржиме, ќе го исполнуваме. А како тоа успеа? Како успеа? Не го исполнува. Стариот завет покажува како човекот мисли дека законот е нешто надворешно, кој што он ќе може да го исполни. Новиот завет вели, јас, за да го исполнам законот, законот не е тоа што е пишано, него ли принципот за тоа. Што е законот? Колку има? Има две плочи. Што е на првата плоча? Односот Бога и човек. Добро. И колку се тие? 4. 4. А другото се 6. 6. Тие се 2. Тие две се експресија од карактерот Божи. Добро. Сега, како тука се Господ и човекот, а тука е од човек до човек. Добро, тука се сите акции, на крајот овдека се мислите. Има се од акции поминува полека на мисли. Во првата е првата плоча е како да му Годуваме на Бога. добро. И како е тоа? Преку Сакај го послушност, ама како може тај послушност да створи нешто кога човекот не може ништо да створи? Елена Вајт вели во истата книга, горе на блажината вели, човечката природа е толку расипана кој што не може од незе ништо да излези добро. И секој мисла кој што личи како по нобилна е извалкана од себичност. Зошто го сакаш твоето дете? Моје. Оти е твое. Зошто не го сакаш во исто како од детето од другата жена? Так, не е моје. Кога таа жена кај Соломон го зела едното и другото и после за да најди од кого е, он рече ќе пресечиме на две. Тоа е себично. Човекот прави све себично, све. И тоа што ние викаме љубов, и тоа е себичност во нашиот човечки мислење. Затоа треба скроз да излезиме од тоа мислење, за да разбериме што значи агапе љубов, кој што е друг начин. Агапе љубов е жртвени љубов. Не љубов, Да даваш само, не да земаш. не љубов за да спасиш нешто од нешто лошо, него ли да жртвиш и тоа што е најубавото за нешто поголемо.
разбирате, има разлика. Значи тука се околностите што се случуваат или ситуациите во животот, треба да зошто се случуваат лоши работи на луѓето? Кој ги дозволува? Господ. Тогаш, нема потреба да знаеме ние кој го прави. Јоб не се жали со ѓаволот никогаш. Ниту другиот, Јона, кој што го кажавте преска, не се расправа со ѓаволот. Ако ние мислиме повеќе ѓаволот, Господ да го уништи ѓаволот денеска. Што ќе смени утре? Ние научени сме, ќе се останеме така. 8 глава од Јаков, што пишува? 8:44. Лесно е, отворете 8 глава од Јаков. 8:44. Многу лесно се памти, пошто адвентистите сакат 1844, 8:44. Што пишува? Јаков. Не, Јаков, извини, Јован, 8 глава, 44 стих. Читај кој го Ваш најде. е отец ѓавол и славски отец својega хочете да чините, он е крвник ljudski од почетка и не стои на истини, jer нема истини у njemu. Kad govori laž, своје говори, jer je laža и отец лажи. Ако го уништиме таткото, а синот е уште жив, што сменавме? Неговото место. Од кого сме деца? Од ѓаволот. По природа сме од ѓаволот. Павле вели треба да бидеме вратени во Божјата фамилија преку адопција. Адоционе. Присвојување. Значи, ѓаволот е наш татко. Иако ѓаволот и сите демони се уништени, ние ќе си продолжиме по истиот начин. Да мислиме дека нешто е наше и дека ние можеме да створиме. Тоа е злото. Злото е ситуацијата кој што значи зло? Лошо. Добро, ама зборот зло на еврејски, зборот зло значи дека јас сакам да погодам тука и наместо да погодам тука, Промашена цел. да, промашена цел. Тоа е зборот за зло на еврејски. Значи јас сакам да му служам на Бога, а на крај служам сам себе. Ама сум уверен дека тоа е служење на Бога, пошто тоа ќе ме носи на вечен живот. Вечен живот за кого? За себе. Тоа е себичност. Во царството не влегува ништо кој што е себично. Значи, иако сакаш спасение, твоето сакање спасение е веќе себично. Значи, за да се служи на вистина Бога, е жртва, не сакање спасение. Тоа он ги прави сите ти работи, не наша страна. Да го запознаеме Бога, кажавте. Запознавање Бога што значи? Јован 17 глава 3 стих, вечен живот е да го познаат, ама што значи тоа познавање? Што значи познавање? Нели Сотона и неговите ангели го познават? И ја промашија цел. И се плашат. И се плашат, зошто? Што промашија? Кој е целта? Љубовта. Жртва, љубов. Нема жртва. Кога нема жртва, џабе е сето знаење. Значи, Сотона може да има знаење, ангелите може да имат, ама кога го нема тоа безсебичен љубов, како што вели Елен Вајт во првата глава од Копреш на вековите, сето другото станува џабе. Значи, тоа познавање е поврзано во релација. Таа релација е жртвена релација. Исто така е со Адам и Ева. Адам ја познал Ева, пишува. Тоа е исто релација. Тука има длабока релација од љубов кој што е безсебичен, кој што е жртвен. И од таа љубов се раѓат деца. А инаку децата, ако се
по човечки љубов начин, тогаш само ќе бидат друго искуство за да те научат безсебичност. Зошто се раѓаат многу деца? Не зашто човеците се добри, него ли преку децата може да се научи нешто таткото. И затоа Господ го дозволува тоа и на себичен начин да се раѓаат луѓе, да можат преку тоа и другите да се научат нешто. Да, пошто секако нашиот живот поминува и не ствараме ние ништо, само добиваме и носиме. Сега, ова е втората, рековме, за околностите. Лошите околности во животот не се лоши. Не постои нешто кој што е лошо за тој што е свет. Лошото постои само за тој што не е свет. На грчки лошо е како, какос. Од тоа доаѓа зборот кака. Кака, какофоник, кога нешто звучи лошо. Како, на македонски друг збор како, ама на грчки е какос. Сега, тоа самознање ќе не носи на третата. Што е третата? 5 глава, 5 стих. Што е третата блаженство? Матеј, 5 глава. Кој е трети? 5 стих. 5 глава, 5 стих. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Гледаш, сега, кога доаѓаме на тоа самознање, сега се зборува за земјата ќе можат да раководуваат. Зошто? Зошто сега служат Бога со друго мисли. Сега можат имотот да го раководуваат. Тоа е ефект од ова. Ова се качува до 4-та после слегува. Сега ќе видиме. Се вика кјазам на еврејски начин. Кјазам значи дека се поврзани. Првата блаженство е поврзано со последната. Пошто првата и последната велат, тие ќе бидат сини. Што велеше првата на 3 стих? Бедните во дух. Ќе бидат? Блажени се бедните во дух, зашто е нивно царството. Нивно царството. Одете понадоле и ќе видите има последната, кај што пишува нивно е царството. Пак. Блажени се оние кои се гонети заради правда. Да. Зашто е нивно царството небесно. Што ни кажува тоа? Памтите молитвата. Молитвата почнува со Татко небески кој што е на небото. А завршува со пошто Твое е царството, веш, почетокот и крајот се поврзани. Што е во центарот од молитвата? Што кажува во центарот? Дај ни го секојдневниот леп. Ајде да видиме што е во центарот од овај кјазам, 6 стих. Блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Гледате? Лебот и водата. Што е таа правда? Дали е човечка правда, дека ние имаме прави за rights, how do you speak rights? Права? Дали ние имаме права или е нешто друго таа правда? Одете видите на 9-тиот, 10-тиот стих, 9-тиот. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божи. Не, 10-тиот. Блажени се оние кои се гонети заради правда, Да. зашто е нивно царството небесно. Што е таа правда? Justice. Што е? На кој база? Justice се прави на кој база? На закон. А кој е законот? Бог. Види на другиот стих. Прочитай го другиот стих. Блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас, секакви лоши зборови заради мене. Заради кого? Гледаш, што е таа јадење и пиење од 4-тото? Што сакаш да влези во тебе?
Исус. Духовна храна. Исус, лебот кој што дојде од небото, вели. Значи, ова не е закон човечки, не е човечка права, него ли Божјата права. Малакија вели, сонцето Греј добрите и злите. не, Божјата права како сонце во неговите зракови. Памтите, во Малакија пишува сонцето од права. Сонцето на правда. Тоа е Исус. Гледаш? Тука центарот од овие е Исус. Значи, крстот е на центар. Од тука сега слегуваме надоле на кјазамот и сека од овие се поврзани. Значи, овој е ефект. Ово е ефектов самознаење, ово е ефектов инкарнација. Што е инкарнација? Преобразување во нешто друго или наново раѓање. Да. Евангелието не е информација, него ли инкарнација. Значи, Евангелието го носи човекот да стани нешто друго, не да знае нешто друго. Разбирате, има голема разлика тука. И сега, што е ефектот? 7 стих? Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Како може да бидеш милостлив ако мислиш дека нешто си изгубил? И дека некој направил нешто лошо на тоа што мислиш дека твое? Не е можно. А можно е ако знаеш дека ништо не си изгубил и не можеш да изгубиш. А 8 стих? Блажени се чистите во срце, зашто тие ќе го видат Бога. Гледате, срцето сега се сменува, се очистува, не е повеќе твоето срце, него ли неговото, пошто ти зеде нов хлеб и ново вино и тоа ствара во тебе друг живот. 9 стих? Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божи. И тоа ти дава нова идентитет од синови Божи. Од синот Сотона стануваш син Божи. Гледате? Тука е Сотона, тука е Бог. И сега, тука ти дава мир, внатрешен мир. Ако немаш внатрешен мир во околностите, значи дека си на друг пат. Не си на Божиот пат. Не е неговото срце што живее во тебе. 10 стих, го рековме веќе? Блажени се, да, оние кои се гонете. Кој е тестот, за да знаеме дали овие 7 се тука? Значи, лака ќе направиме. 8-та блаженство е гонењето. Гонењето заради прво вели за правдата. За правдата, значи знаењето за законот, за правда, а после истото го повторува со едно девето блаженство. Кои ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас секакви лоши зборови За мене. Бројот 9, дали знаете што значи? Во Библијата? Бројот 1 е еден Господ. 2 сведочанство. 3 тројката, тројството. Тоа е како тридименсионално сведочанство. Не само тројството, него Исус кога има на планината Мојсија и Илија до него, 3 се. Тоа 4. Што е 4 во Библијата? Тестирање. 40 години. 4 по 10. 10 е комплетност, 4 е тест. 40 дена, 40 години, или Елија, Исус, Мојсија. 5. Што значи 5? Левитикус, 1, 2, 3, Genesis, Левитикус, третата Мојсиева. Првите 5 глави се за жртвите. 5 различни типи од жртви. 5 жртви. Кога Исус се распре на крстот, колку дупки се во телото од Исус? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Гледате како се поврзува? Он ги исполнува тие 5
И сега, оние тие 5. И затоа тие остануват и во небото. Тие 5. 5 е бројот жртва. Затоа во католичките цркви ќе видите на алтарот има 5 крстови. 5 е број на жртва. 6. Човекот. Број на човекот. 7. на Бога. Совршенството од неделата, Бога, за тоа што е Дена во да, перфектност. Перфектност. Полнина. Полнина, ама не комплетност. Полнина во нешто кој што е циркуларно. Што циркуларно, што оди од Движење. пошто 7 дена, па после пак почнува. Од 1 до 7, од 1 до 7. Совршенство од нешто кој што е цитрус. 8, што е број 8 од Библијата? Нов почет. Кај го научи тоа? знаење. Нов почеток, 8.000 години без зло, 6.000 со зло, 1000 без зло, 8-миот миленија почнува ново земја и ново небо. 8-миот, затоа во индиските земји се прави Бесконечност. тркало со 8. Како се пишува бројот 8? Со вртење. Како 8. бесконечно. Како се пишува? Што значи ова? Значи Бесконечно. бесконечно. Гледате како се поврзани? Ова значи бесконечно. Си продолжува системот. 9, што значи? Нешто кој што е повисоко од тоа кој што е бесконечно. Што е 9? Плодовите на духот не се одобри. Плодовите на духот се 9. Да. 9 во првата глава од во 12-та глава од прва Коринтијани, Павле кажува дарот на ова, дарот на тоа, дарот на тоа, 9 се даровите на црквата. 9. 9 е бројот Светиот Дух. Светиот Дух е нагоре, погоре од тоа кој што е створено и кој што се врти. А 10 е комплетност. Скроз комплетност. Затоа се зема број, овие, че ги дуриш 10, 70 кои што Исус испрате. Не? 60, 50, 20, Аврам, кога зборува со Господ и му вика за Содома и Гомора да не се уништи, 40, 50, 40, 30, 20, а 10 застанува. Не оди помалце од 10, пошто тоа е минимално. Затоа заповедите се 10. Гледате, 6 за човекот, пошто таа е бројот човекот. 4, пошто таа е бројот тест. 4. Гледате, Господ го тестира човекот да види кај му е срцето, во што дава приоритет на првата. А 6 се за човекот. Гледате како се до тоа поврзано и има многу интересни работи кои што... Зато имаме 10 прсти за да се подсеќаваме на Така. Јас ви дам моли другата сабота да не кажете за ушедната за друга. Не сме тука другата сабота, поплатни ако сакате. Немаме Добро, значи сега се рачуна за собственост, не се рачуна за знаење, не се рачуна за нешто кој што е информација, него ли инкарнација. Спасение е ефект. Спасение не е нешто кој што треба да тражиш, него ли тоа е автоматично продукт од новото срце, пошто новото царство е веќе во тебе. Така Исус велеше. И тоаш ќе станеме на вистина Јешерун. Јешерун. Јешерун значи моите светеци, моите сакани, мојот народ. Тоа е на еврејски. Тоа е ќе бидиме едно со него. 17-та глава од Јован. Од Јован што вели? Да бидат едно како што јас и тебе сме едно. Тоа поврзување, тоа не ствара Јешерон. Тоа е целта од 144.000, кој што го одат по јагнето. Доки чието е збор Јешерон? Јешерон, еврејски е. Еврејски. Да, еврејски. Како може се преведи на нас? Па реков, мојот сакан, мојот светеци, точници, тие кои што се точни, тие кои што се righteous, Избрани. Корект. тие коректни, да, тие кои што живеат по законот.
Ама законот треба да биде онтономос, внатрешен, не нешто надворешно, инаку не ствара ништо. Слика Царството Божие во вас. Да. И тоа е тоа што сакав денеска да ви кажам. Ајде да се помолиме за ова да биде во нас. Оќе може само да се Да. весна, да најдеме под број 333, а потоа